Да, почитувани, добар ден и добре дојдовте во денешната дебата на емисијата За или Против. Денеска со мене Елена Марковска-Цветановска и со моите денешни гости. На моје задоволство, двајцата одамна чинам не биле во Алфа. Павле Богоевски, поранешен пратеник и граѓански активист. Добар ден и добре дојде во Алфа. И Игор Јанушев, пратеник од ВМРО ДПМН. Почитувани, добре дојдовте во Алфа, ќе кажам уште еднаш и се надевам дека ќе имаме плодна, убава дебата, ќе слушнеме различни ставови и ќе ги оправдаме ставовите пред македонската публика, пред публиката на телевизија Алфа. Вечерашниот наслов на емисијата е Македонија е пред брзи избори или пред силен притисок за уставни измени. Зошто го одбрав токму овој наслов? Затоа што изминатиот период некако гледаме дека има европска офанзива, имено германската министерка за надворешни работи пред извесен период, пред минатата недела чинам, беше во Македонија. Денеска, на средба со председателот Пендаровски, беше австрискиот председател. Пораките се упатија, некако се јасни, дали ќе го толкувате тоа како притисок или не, или како порака, ќе ми кажете вие. Председателот Вандер Белен порача дека не треба да драматизираме околу вметнувањето на бугарите во Уставот на средбата со председателот Пендаровски, тој пак од друга страна на народот му порача дека државата нема да пропадне од 3000 бугари кои треба да се вметнат во Уставот. Во време кога евроскептицизмот расте, тоа го покажуваат и анкетите, како ги толкувате овие изјави? Павле, може да почнеме со тебе или? Може, нема проблем. Прво би сакал збор два за насловот Македонија пред брзи избори или пред силен притисок, би рекол ни едното ни другото. Значи, брзи избори едноставно барање на опозицијата, која што најискрено не верувам дека ќе се случи, односно дека ќе има предвремени избори, а исто така Македонија како држава не е изложена на силен притисок, туку опозицијата е изложена на силен притисок поради својот тврдогол став дека од причини кои што се разбирали само за неа нема да пристапи кон внесувањето на бугарите во преамбулата на Уставот. И у контекст на скептицизмот кон европските интеграции, и тоа како е разбралив. Значи, видите, колку и да го застапуваме ставот дека треба да се промени уставот и дека треба што е можно побрзо да ги започнеме нашите преговори, факт е дека ние како држава веќе многу повеќе од што е потребно или од што е заслужено чекаме тврдоглаво пред вратите на Европската унија. И токму тоа блокирање и застој на процесите предизвикува за пораст на скептицизмот кон Европската унија и за пораст на недовербата кон Европската унија, како и однесувањето на ЕУ кон нас. И мислам дека упорното блокирање и непопуштање пред сите пораки кои што се упатуваат, пред сите аргументи кои што се упатуваат од страна на опозицијата, не само што него намалува овој, не само што него помага процесот, туку напротив и го одмага и го расте скептицизмот кон Европската унија и недостатокот на доверба во институциите на. Јанушев, драматизираме? Наистина не можам да разберам како можеме да слушнеме од еден граѓански активист да не почитува туѓо мислење, односно да се изрази дека мислењето и ставот на опозицијата е тврдоглавост, но не и се тоа Павле ќе си го објасни. Јас во принцип се согласувам и со изјавите на двајцата председатели, дека не треба да се драматизира и напротив тоа што ВМРО ДПМН го има како став, воопшто не го сметам за драматизација и без разлика од која страна и од кого тоа ќе дојде, навистина не можам да разберам во која насока се дава. Значи, за мене воопшто не е драматизација доколку си ја штитите сопствената држава и сопствениот народ. Од друга страна, исто така се согласувам и со Пендаровски дека да, вметнувањето на дали се 3000 или 300-400, колку што гледаме, по колку се пријавуваат за избори за гласање бугари во Македонија, нема да доведе до тоа да државата не постои или да пропадне. Но овде тоа не е битно и воопшто ние не разговараме за тоа. Прашањето е дали со вметнувањето на бугарите во Уставот Македонија ќе пристапи кон ЕУ, кога тоа ќе се случи и колку пати во отварањето на сите останати поглави и преговори Бугарија ќе биде во позиција да ја блокира Македонија. Значи тука треба да ги поставиме, треба тука да ги поставиме работите онакви какви што се, а не
за било кој проблем кој што ќе се појави во државата, а при тоа државата 6 години ја води СДС заедно со ДУИ, кој проблем да излезе ВМРО да помене да биде обвинето за тоа. Тоа повеќе не поминува. Од друга страна ја гледаме истата или сличната реторика кога беше за Преспанскиот договор. Дека ова е тоа што треба да се направи и Европската унија не е тука и сега гледаме дека не било така, дека сето тоа било фарса и лага и сега повторно го имаме проблемот со Бугарија. И милион пати ќе го повториме прашањето, што е тоа што Македонија, македонскиот народ ќе го добие со вметнувањето на бугарите во уставот. Ќе добиеме амблок влез во Европската унија. Амблок ќе се отворат сите фондови за развој на државата. Се поставува, односно се стигматизира целата оваа работа во однос на проблемот со Бугарија, во таа насока дека нас сите проблеми ни се решени, сите реформи ни се направени, сите критериуми ги исполнуваме за влез во Европската унија и сега не останува само ова да го решиме. Еве јас ќе нафрлам обратна теза. Ајде ние да си завршиме домашната задача, да направиме се што е потребно Македонија да ги исполни условите за влез во Европската унија, па потоа да зборуваме и да видиме дали ова ќе остане значително прашање. Пошто анкетите не само во однос на довербата, погледнете и останатите анкети во однос на тоа кога луѓето во држава очекуваат влез во Европската унија. Има некои кои веруваат дури и да не беше проблемот со Бугарија дека ние ќе успееме за помалку од 10 години да бидеме дел од Европската унија. Не постојат такви. И она што е побитно и ќе завршам с тоа за да остане простор за дебата е колку перцепцијата кај народот е сменета во однос на позициите меѓународни Република Македонија во само последниот 12 месеци. 44% кажуваат дека во моментов имаме полоша меѓународна позиција од пред 12 месеци. Тоа е фрапантна бројка. Да не зборуваме за анкетите односно бројките во однос на довербата во институциите, судството, борбата со корупцијата, криминалот или дали сметаат дека државата оди во погрешна или правилна насока. Павле, верувам дека имаш реплика, затоа што те повика Јанушев, да. Прво сакал за непочитувањето на мислењето, не го делегитимира вашето мислење. И како индивидуа, и како политичка партија, сепак живееме во демократија, имате целосно право да имате какво било мислење. Исто како што јас имам право да го сметам за тврдоглаво вашето мислење, што апсолутно го сметам и стојам за тоа. Велите дека се согласувате со изјавата на двајцата председатели. Како се согласувате со изјавата на двајцата председатели, а продолжувате со ставот на блокирање на процесот на пристапување кон ЕУ, односно уставните измени и внесувањето на бугарите со уставот. Велите дека е неразбирливо како може да биде драматизирање штитење на држава. Штитење на држава по дефиниција не е драматизирање, но повторно го поставувам прашањето како вие штитите државата со одбивање на пристапување кон уставните измени, поготово бидејќи истовремено велите дека нема да имаме никаков проблем со внесување на 3000 бугари во уставот. Тоа е нешто што постојано го тврди вашата партија, бидејќи постојано сака да седи на две столици во исто време. И истовремено немате проблем со бугарите и имате проблем со нивно внесување во уставот. Понатаму, прашавте колку пати ќе биде Бугарија во позиција да ја блокира Македонија во процес за пристапување кон ЕУ и велите дека никој не кажува, не е точно дека никој не кажува. Уште од самиот почеток се кажува, бројот за жал е над 100 пати. Во процесот на пристапување кон Европската унија од моментот на отварање на поглавијата до моментот на станување полноправна членка, Бугарија, како и секоја друга држава членка на Европската унија, ќе има над 100 гласања каде што ќе може да го блокира пристапниот процес на Република Северна Македонија кон Европската унија. И тоа воопшто не е тајна, тоа е реалноста која што и ние и било која друга земја кандидат не мислиш дека мораме да играме. Тука е револтот кај народот и незадоволството затоа што нели се случува. Ама ова е пристапниот процес. Значи ова не е само пристапен процес за нас, ова е пристапен процес за секоја држава кандидат за пристапување кон Европската унија. Меѓутоа дали е цената иста за сите? И дали е превисока цената на Македонија? Не е превисока. Имајќи предвид која цел си ја поставуваме, дека сакаме да бидеме дел од европското семејство, цената не е превисока. Дали е фер? Не е фер. Ама играта за нас не е фер од 91 година. Ама не е така дека за сите па. И тоа е нашата меѓународна реалност. А истовремено ако може само да ги довршам поетите, бидејќи отворивте неколку многу релевантни прашања. Играта не е фер и за Србија.
Например, кога се гласаше, кога требаше собранието да одлучи дали ќе го прифати или ќе го отфрли францускиот предлог, председателот на Србија Александар Вучич излезе и ги повика пратениците да го прифатат предлогот и да пристапат кон преговарање. Јасно и гласно кажувајќи, од мене бараа да го признам Косово, па јас преговарам. Тоа е меѓународната игра и за жал не е фер. И можеби во текот на овие 30 години на независност која што имаме, можеби грешка била дека толку многу политичари ја представувале меѓународната игра пофер отколку што всушност е. Меѓутоа не е, тоа е реалноста и тоа е реалноста на меѓународните односи. Понатаму, велите дека досадно било за секој проблем да го обвинуваме ВМРО, се согласувам дека ВМРО не може да биде крива за секој проблем. Значи, државата Република Македонија имаме многу проблеми кои што се системски и за кои што не може партија во опозиција да биде крива. Исто како што пред 2016 не можеше СДСМ да биде крива за тие исти проблеми. И нема бегање од тука. Меѓутоа, за проблемот, за моменталниот застој и блокада на нашите евроинтеграции, кај што последниот чекор што треба да го направиме е промената на уставот и внесувањето на бугарите во преамбулата, криво е само ВМРО. Бидејќи од нив зависат гласовите кои што треба да бидат дополнети за да се извои двотретинското мнозинство. Апсолутно неточно. Велите што ќе добие, велите што уште две поенти имам само ако не ви е проблем. Велите што ќе добие Македонија со отварањето на уставот и внесувањето на бугарите, дали ќе добие анблок влез и дали ќе добие анблок пристап до фондови, нема да добие анблок влез. Дури тогаш започнува пристапниот процес, односно отварањето на поглавијата по области кои што се кај што ние треба нашето законодавство и практика да го согласиме со европското. Кој не спречува сега да го правиме? Сега ќе ви кажам кој всушност Европска унија зашто? Не е точно. Не е точно. Меѓутоа, ќе имаме пристап до фондови веднаш. Не е точно. Како ги отвараме поглавијата, така имаме пристап до се нарекува 3% имаме искористеност и на фондовите што сега ги имаме. Процентот на искористеност и пристапот до фондовите се две различни. Сакам да ти кажам дека ние имаме можности сега да користиме, ама овие што ги браниш неспособниве не знаат да искористат ни 10 ни 15% од тоа што има располагање. Значи е пластично ако ни рекле у моментов имате 100 милиони евра да ги искористите, они не знаат ни 1 милион да искористат. Толку е просто. 3% е малку прениска процека, мислам дека малку повисока ни е. Колку е? 10, 15, колку? Се согласувам дека треба да се работи на повисока имплементација на фондовите кои што ги имаме, но вашето основно прашање беше дали влезот на бугарите ќе ни отвори пат до други фондови. Одговорот е да. Бидејќи со влез на бугарите во уставот е дури тогаш ќе можеме вистински да се ја вршиме нашата работна задача дома. Кој што не знаат овие да си ја вршат, така? Односно ова е последната поента која што сакав да отворам, ајде да ја завршиме нашата домашна задача, па после да ги внесеме бугарите во уставот. Одговорот е дека не можеме да го направиме тоа. Не можеме да го направиме бидејќи Европската унија не услови нас дека прво треба да ги внесеме бугарите во уставот за да почнеме да ги отвараме поглавијата. А домашната задача и усогласувањето на домашното право и домашната практика со европското, односно домашната задача, се прави преку поглавијата. Фондовите тука лежи зајакот и зошто ова е толку неточна теза? Зошто? Ради тоа што не е уценат од Европска унија, уценат од Бугарија. И зошто не е исто за Македонија како за сите останати, баш тука е поентата. 27. Зошто е тука поентата? Тука е поентата баш од оваа причина која што кажавте. Никогаш, ама апсолутно никогаш, од постоењето на Европска унија до денес, ниту една држава не е било дозволено билатерален спор да се внесе во рамката за преговори. Овие наши имбецили на власт тоа го дозволија. Дозволија во вториот договор со Бугарија да им се дозволи по завршување на комисијата со работа, додека се не се имплементира, да Бугарија го има тоа право. Од учебници до не знам што се не. Тука е големата разлика. И не е точно дека е за сите исто. Немојте да кажувате да представувате сите го имале тој проблем. Хрватски Словенија не се коча едни со други, односно словенците не ги коча хрватите со билатералниот проблем. Исто е со Германија и со Франција и со многу други држави. Овде имаме преседан. И тоа треба да се признае. И токму затоа не може ВМРО да биде криво. ВМРО ДПМН два пати им предлагаше и на Заев и на Ковачевски да бидат вклучени прво во преговорите со Бугарија. Понатака и во сите овие обврски што ги превземаа. За да можеме да најдеме заеднички компромис. Не е компромис ако прифатите се што другата страна прифаќа. Извинете, таа теза не мине во македонското општество. Некој цело време нешто ќе бара, некој цело време ќе прави отстапки. Значи мора да биде на буквално идентичен начин прифатливо од двете страни. А зошто ние ги теравме, само ако може да завршам, ние ги теравме
СДС да ни игнорираат и да не прифатат ништо што баравме. Они си ја превзема обврската дека ќе го сменат уставот. Нека повелат, нека го направат тоа. Зошто бараат сега нешто од ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН се понуди да биде еднаков партнер во процесот. Да се најде решение кое што нема да биде на штета на Македонија. Сега што се случува? Така? Не може тоа да го испорачаат и сега наеднаш ВМРО ДПМН е криво. Ма немој. Окей. Значи, Павле, тие работи не минат едноставно така. И не се 100 пати, милиарди пати може да не блокираат. Како што веќе го прават тоа. Над 100 значи, буквално за се. 110. Буквално за се. Не може, и сега вие ни викате, ај ние ќе ги вметнеме, они нека не блокираат 100 пати и ние ќе влеземе кога? После 500 години кога не да постои Европска унија. Мислам, не држи тезата. Не држи. И јас нешто да се надоврзам, само сакам да прашам не ја го блокира влез во Европска унија. ВМРО ДПМН го поддржува влез во Европска унија. Национално единство вашите постапки се сосема различни од вашите зборови. А што треба да направиме? Да влеземе со собрание да гласаме? А да не знаеме што да гласаме? Кој дека не знаеш што гласаш? Иди повели гласај. Зошто не гласаш? Океј, не идат тие работи така, не Мене ме интересира зошто во Бугарија тоа само една реченица. Нека покрај нас има национално единство, национален став на сите политички партии во прашањето за Македонија. Никој ова прашање не го изнел на избори. Повелете на избори, излезете со тезата дека треба да се смени уставот и да се внесат бугарите, победете на тие избори, формирајте си влада и сменете го. Ако е толку едноставно како што кажувате и ако толку народот тоа го сака. Ако може. Јас сум сигурен дека тоа не може да се случи. Ама ние не бегаме од избори. Некој друг бега од избори. СДСМ бега од избори. Мицкоски вели дека овој парламентарен состав нема мандат за да менува и да отвара устав, така? Така вели, но тоа не е точно. И тоа е еден од основните проблеми, според мене, во целиот пристап на ВМРО ДПМН, кој објаснува многу во суштина. ВМРО ДПМН не признава легитимитет на ниту една институција која што не е нивна. Значи, собранието има мандат да го промени уставот и тој мандат произлегува од самиот устав. Тоа што Мицкоски не го признава собранието како највисока законодавна институција, тоа е проблем на Мицкоски, не е проблем на собранието. Извини, ако може да завршам, јас тоа оставив сосема да довршам. Зборуваш лаги. Да се слуи, не ми се допаѓа кога збориш имбецили, глупаци, неспособни и така натаму. Цело време збориш нешто што фактички не вистината. Прекини ме и кажи ми, ова што кажуваш не е така. Не, намера. Сепак да имаме културна дискусија каде што ќе ги соочуваме. Каде што ќе ги соочуваме аргументите. Што всушност не води, значи собранието има легитимитет. И тој легитимитет припаѓа на собранието од 91 година со пишување на нашиот устав. И поради тоа не држат вода аргументите дека овој претенички состав нема легитимитет да промени устав. Секој претенички состав има легитимитет да промени устав. Тоа што Мицкоски не познава легитимитет на демократски институции, тоа е негов проблем. Истото, СДСМ ветило промена на устав. Не вети СДСМ промена на устав, владата на Република Северна Македонија вети промена на устав. Тоа што вие не го признавате легитимитетот на владата, тоа повторно е ваш проблем и тоа што партизирате буквално се. Да се надоврзам изјава имаше денеска премиерот Ковачевски, кој што прилично убеден така во изјавата тврди дека уставни измени нема да се одложат. Тоа го тврди, го кажа, не знам од каде тоа... Претпоставувам дека он мисли на процесот на уставни измени кој што трае и кој што не е сигурно дали ќе заврши со за или против. Претпоставувам дека на тоа мисли, иако не би сакал да влегувам во толкување. Ама ќе се вратам претходно. Рековте дека не е проблем со Европската унија, дека е проблем само со Бугарија, не е точно. Во моментот кога 27 земји членки застанаа зад францускиот предлог, стана прашање со Европска унија и тоа за нас е добро, не е лошо, бидејќи од билатерален конфликт го сведовме на ниво на преговори каде што постојат правни институции какви такви институции на Европската унија. Понатаму рековте дека ниту една друга држава не било барана да се откаже толку многу од субјективни причини, бидејќи сум македонец и ме боли ова што се случува. Значи не можам да ви кажам дека со задоволство ова го гледам што се случува. Ама нека не ве боли толку. Како што ви одговорив на прашањето, цената и тоа како е исплатливо, не е точно дека ниту една друга држава не требала да се откаже од работи кои што ги сметала за клучно национално значење. Франција и Германија, како што спомнавте сам, Словенија и Хрватска од Србија бараат да го признае Косово. Па Вучич преговара. И Вучич иде и на средби со Курти, и цел Балкашета, и иде на рендање, условно кажано, пред разни дипломати, не излегува од процесот.
бидејќи и Вучич, како и сите други нации на Балканот, знаат дека единствено место каде што нашата иднина треба да биде упатена е Европската унија и дека се друго води кон поголема деструкција. И уште една работа рековте дека сме изгубиле се. Не е точно. Значи, ајде да го вратиме малку часовникот во 2019 година кога бугарите за прв пат ја формулира оваа политика на вето. Може јас да додам на ред Те има 4+1 им беше формулацијата. Прво, бараа да признаеме дека како нација сме потомци на бугарите. Второ, бараа да признаеме дека нашиот јазик не е посебен јазик, туку е јазична форма на бугарите. Трето, бараа целосно да ја прифатиме нивното толкување на историјата. Не знам што беше четвртото. И петото беше, откако видов дека многу тешко и да се четвртите, тоа +1 што го дополнија, говорот на омраза и дискриминацијата кон бугарите во Македонија. Тоа беа нивните 5 стартни позиции. Од тие 5 стартни позиции, француската рамка, од тие 5 стартни позиции, француската рамка ја содржи само последната. Значи резултатот е 4-1 за нас, а не е победа на бугарите. Француската рамка се однесува само за бугарските наводи за дискриминација и говор на омраза против бугарите во Република Македонија. Да дадеме реплика, да. Не знам дали уопшто вреди да се коментира ова што се изнесува. Мислев да го прерипам делот од Србија, секој може да си прави што сака, но ќе го искоментирам на кратко, но прето нешто друго сакам да кажам. Непризнавањето на легитимитетот се однесува на премиерот. Затоа што тој не излезе на избори, тој нема добиено мандат. Исто како што собранието единствено го црпи легитимитетот од пратениците кои па единствено го црпат својот легитимитет од народот и од гласањето. Така. Ако јас излезам на избори и кажам едно, а пробам да направам нешто сосема друго, кој што правевте вие за двојазичните униформи, како што правевте за менувањето на името, како што правевте за преспанскиот договор, тоа го руши легитимитетот. Така да немојте ве молам да мешаме баби и жаби и да се обидуваме пред народот да представиме нешто што воопшто не е така. Дали Мицкоски беше на гласачко левче во 2020? Собранието единствено дали Мицкоски се кандидираше за пратеник во 2020? Не, единствено нешто како тоа Мицкоски би имал легитимитет ако победеше ВМРО, а не и Ковачевски? Легитимитетот го црпи од граѓаните. Граѓаните не ни дале нас право на пратениците да го менуваме уставот за било кое прашање што е надвор од партиските, изборните програми, со кои или ако сакат и владините програми, со кои што сме добиле довербата да ги представуваме. Од друга страна, немојте да се обидете, а се обидувате да го симплифицирате нашето прашање на нивото на прашањето со Косово и Србија, каде што Косово повеќе од 10 години е независна држава, независен ентитет признат од Обединените нации. За нас станува збор за тоа дека ние сме народ настанат после 46-та, дека нас Тито не направил, дека нашиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик, дека нашите херои кои што ги учиме, сме ги учеле јас и вие бидејќи сме иста или речи иста генерација, дека тоа се бугарски. Значи тоа не минува. Не минува. За да се надоврзам на ова што тоа го бараат од нас. И Бугарија, ама не и Европа. Со тоа тој дел од преговорачката рамка, не знам како зашто лажете. За да се надоврзам на ова што го кажавте, за сите тие провокации се и денеска има провокација од бугарска страна. Сега, тоа граѓаните го гледаат, нели тешко го проголтуваат, како да кажам, кога ќе ви кажат дека Македонија била држава колку 2 софиски кварта и последен остаток од комунизмот. Ова доаѓа од Петар Колев, кој се жали дека е дискриминиран во Македонија, а има политичка партија, граѓанско движење и така натаму. Дури и Стејт департментот потврди дека нема дискриминација никаква. Значи провокациите имам чувство дека и те како влијаат кај народот за да се стигне до ова незадоволство кое што се случува сега. Јас со индигнација одбивам да коментирам такви како Петар Колев. Кажам само едно, бугари, ништо повеќе. Јас ќе искоментирам само со тоа дека ова навреда и провокација не е ни меѓу топ 50 бугарски навреди и провокации. Односно, за жал, последниве години да, сме ги коментирале за тоа, за жал, последниве години покажа дека ништо повеќе не можеме да очекуваме од бугарите. Но, главното прашање е дали ние ќе се предадеме, условно кажано, на тие провокации, ќе влеземе во нивниот магепсан круг намерење на тоа кој е поголем патриот, каде што представата за што е тоа патриот е практично вештачки набилдена.
или ќе се ги засукаме ракавите и нашата дискусија ќе ја преместиме на ниво на ЕУ, каде што навистина припаѓа. Велите, многу сакам да вратам нова, бидејќи многу често го спомнувате како партија, Ковачевски немал недоволен легитимитет на избори, не е точно. Како што кажавте сам, владата избере собранието и собранието е неограничено врз основа на уставот кого ќе постави за премиер. А логиката е и следната. И Мицковски не беше на гласачките ливчиња во 2020. И доколку во 2020, ако победеше ВМРО ДПМН и ако Мицковски беше премиер, дали ќе го зборувавте истото? Ви гарантирам дека не. И на крајот зборувавте за изборните програми. И на крајот зборувавте за изборните програми. Ајде, завршите. Значи, на тие избори, уште пред да почнат изборите, значи Мицковски излезе и јасно кажа дека доколку ВМРО ДПМН победи и формира влада, дека тој ќе биде мандатарот и беше шпицен кандидат. И тоа беше кажано нема никаква правна сила, значи, доврши тотално се согласувам со тебе дека нема правна сила. Многу голема правна сила. Од друга страна, исто се согласувам дека законска пречка нема да биде Ковачевски премиер. Што е проблемот? Има морална, ако знаете зашто ви зборувам, а знаете зашто ви зборувам, а од друга страна има и проблем со легитимитетот. Зошто? Затоа што Евниов излегува и кажува: дајте ни ја поддршката, овие се луѓето, тимот кој ќе излезе на избори, доколку имаме довербата, јас сум тој кој што ќе формирам владата. Одлучив од политички причини дека е најдобро на овој начин да водиме кампањата. Од друга страна имате анонимус кој што патем речено има повеќе слики со Груевски од било кој функционер во држава од ВМРО ДПМН од актуелниве, што станува премиер без никаков легитимитет нити морал, со единствена задача да го смени уставот. Зошто го велам ова? Знам дека ќе ми контрират. Но ајде да ги погледнеме сите други сфери во општеството. Имаме негде напредок економски. Во образование немаме учебници. И што гледаме, министеров излегува пред некој ден и кажува немаме пари за учебници, помина школската година. Деца ни умираат во образование. Вие бевте тој што излегувавте на протести кога се случува вакви работи во минатото. Зошто сега не организирате протест? Девојче ни почина. Пред месец дена почина исто така згасна млад живот. Хаос е во секоја сфера. Криминал и корупција цвета нема ден без скандал. Тоа ми беше едно од следните прашања, да споменеме дека вечерва има протести, започинатото девојче од нема легитимитет човекот. Апсолутно нема. Нити бил на листа, нити излегол преподо да каже дека ќе биде нешто, нити некој го спомнал. Го вадите од нафталин, го правите тоа што го правите и се уште ми зборите и ми правите спореди со Мицковски. Немојте ве молам. Немојте ве молам, имате малце морал. Една работа се согласувам дека нема никаков простор за споредба на Ковачевски со Мицковски, ама поради целосно различни причини од тоа што вие мислите. И тоа можеме да дискутираме и малце поновно. Кажам дека можеме да дискутираме, не бегам од дискусија. Неколку работи отворивте кои што се до како се релевантни или сакал да ги опфатам сите. Значи тоа што Мицковски вели дека ќе биде шпицен кандидат нема никаква правна сила. И политичката одлука, која што ја говорите вие, за мене е само страф да се застане со име и презиме на гласачкото ливче од можниот резултат. И како тоа ќе го правда пред својата партија. Предходно на долго и на широко зборевте предходно на долго и на широко зборевте како тоа партиите кои што ќе бидат избрани немаат легитимитет за ништо надвор од својата програма. Не би рекол дали се согласувам или не, мислам дека тоа е многу комплицирано прашање, а само ќе потсетам уште една работа. Во 2016 година во својата предизборна програма ВМРО ДПМН имаше приоритет дека за каква било промена на името ќе биде организиран референдум, ако дојде време да се организира и распише на референдумот, не само што не гласавте за распишувањето, не само што не гласавте за распишувањето, туку испроведувавте тактика на Тиво Бојков. Зборувам од аспект на усогласување на политики со политичка програма. И на крај би сакал да кажам зборот за случајот со Јана, меѓутоа ако планирате посебно да го отворите, тоа може би да почекам за тоа. Меѓутоа работата која што спомнавте за ситуацијата со учебниците и другите аспекти, ви кажав и претходно. Ние како држава имаме многу проблеми и не сите може да се препишат на ВМРО ДПМН. Дали е катастрофално тоа што нема пари за учесници? Да. Дали треба да има политичка одговорност? Да, се согласувам со вас.
Но што правите? немојте да го мешате кога се зборува за политички теми, да го користите тоа како аргумент зошто го блокирате евроинтеграцијскиот пат на Македонија. Не сваќате дека се е Ама тоа го правите, дефокус правите, бидејќи не ви се допаѓа човекот што е на власт, односно бидејќи не сте вие, блокирате све макар и по цена да гори. Значи не е поента да се надвикуваме. Класична ВМРО-вска да се надвикуваме, ако се надвикуваме ќе бидам погласен. Не е тоа поентата. Забележи. Поентата е следна. Дека не е нас бугарско прашање, односно наметнатиот проблем, последното, нас розини цвета, супер живееме, имаме 5000 евра плата, имаме бесплатно здравство кој што се ветуваше, односно извини, се лажеше апла у очи. Имаме образование по данско, норвешко, шведско, фински терк и се ова ни остана, земјоделиево неко Холандија, и ова ни остана, па и се ова да решим. Првен ги решаваш главните проблеми. Не градиш куќа од кров, градиш куќа од темели. Ама ова не е значи, кров, ова е баш темелот. Ама дајте молам да завршам. Значи тебе народов ти пати за леп, имаме најголема инфлација, па не пати за леп, имаме ги највиши цените и имаше леп по продавниците. За леп не пати. Значи немој други молите проблеми со има. ефтиниот пиар. Не, ама вие сте единствените што се радувате кога 3 дена немавме леп по продавници. Единствени кои што се радува беа новинари со радувачка политика блиска на ВМРО да помене и ваши гласници на социјалните медии. Значи она што се цели граѓани критикува. Новинарон у влада што го праша таче за лебот, што не знаеше да му одговори. Не зборувам за тоа, зборувам за ликувањето. Зборувам за ликувањето во јавност. А ликувањето? Не зборувам за тоа. Кој е ликувањето? Кога Значи ние сме среќни ако народот нема што да јаде. Прашањето за пиарот на Ковачевски се извинувам, меѓутоа мора тука да го споменеме затоа што ама не поминувате. Вие велите дека ВМРО допомена нели ја дефокусира јавноста, мене прашањето ми е дали премиерот ја дефокусира јавноста од сите овие ситуации, зошто? Затоа што на сите тие реакции во јавноста, добро, нели сите сме дел од социјалните мрежи и следиме што се случи, што се случува. Јас треба да бидам што е можно помалку во последно време, но тоа е друго. Се извинувам, продолжи. Да. Уште вечерта беше најавено дека премиерот ќе оди следниот ден да пазари во маркет во Тафталиџи или не знам каде, не е ни битно. Имаше бура од реакции на социјалните мрежи. Премиерот си го истера своето, си го истера настанот, отиде, промовираше, гледаше дали цените се замрзнати, не се замрзнати. Па кажуваше рецепти кои прави најдобри палачинки, па бектеши дека бил најдобар спортист, па како играл фудбал кај Артан Груби и сето тоа. Дали не е тоа дефокус на јавноста, ве прашувам, во овој период кога Македонија сериозно има проблеми, суштински и животни, нели, за сите граѓани важни. Како гледате на овој пиар на премиерот, ама и не само на премиерот, туку и на нели министрите во владата, првиот вице-премиер и така натаму? Неколку прашања. Прво, како гледам на потребата од постоење на пиар на премиерот. Второ, дали добро си ја вршат работата и трето прашање за дефокусирањето. А не е лошо и за сумиве да позбориме што ги плаќа за пиар. Од кај се тие пари? Па имено тоа е тука да вклучува. Значи тоа се пари од владата кои што се оперативни трошоци за секојдневно функционирање на владата. Нема премиер во ниту една демократска држава кој што нема и тоа како обсежен одел за пиар. Тоа да се разберем. Значи тоа дека кај нас постои нешто што го нема во другите држави не е точно. Сите имаат. Тоа е потребата за постоење. Вториот начин на кој што се ја вршите. Дали на нас не се допаѓа или не, можеме да оценуваме до заутре. Јас лично мислам дека има некои работи кои што треба и мора да ги подобрат и променат, бидејќи реакциите се очигледни. Меѓутоа, две одвоени прашања се: како си ја вршат работата и дали тоа на нас не се допаѓа и дали има потреба од пиар тим во канцеларијата, и дали има потреба толку пари да се трошат за ваква пиар стратегија на премиерот, зошто? Затоа што вие наоѓавте забелешки. Финансиските средства, односно колку пари се трошат, треба да биде резултат на една многу опсежна анализа за тоа кои се точно пиар потребите на владата и дали тие се вистинските. Односно пак се враќаме до прашањето дали на нас не се допаѓа или не начинот на кој што ја вршат. Тоа што е за поздравување во секој случај, без да навлегувам во тоа дали ми се допаѓа или не, како ја вршат, е што за прв пат барем во историјата на Македонија тие податоци се јавно достапни. Од 2016 наам. Претходно не знаевме колку се плаќа, а многу се плаќа. И претходно купувањето на пиарот, односно парите дадени за пиар, не беа пари дадени за стручни соработници, туку беа пари давани за цели медиуми.
И тоа е забележано во релевантни меѓународни извештаи. А повторувам. Добро, зошто треба тоа да биде оправдување за сегашниот момент? Не реков дека е оправдување. Реков дека барем знам сега, зашто се спомена барем уште. сега висината на тие средства е јавно достапен податок и информација. Тоа реков. Дали е оправдување или не е оправдување, меѓутоа треба да направиме споредба која веќе анализирам. Така и да работи. И на крај, дали со тоа се прави дефокус? Повторно, не мислам дека се прави дефокус, бидејќи таквиот тип на пиар не спречува дискусија на другите прашања. Значи не се случува премиерот да отиде на пресконференција и да не одговори на поставено прашање или да не опфати тема. Поише пати бегаш. Добро, може би се уште не бил формулиран став и така натаму, меѓутоа прашањата не остануваат неодговорени. Нема теми кои што се затворени за јавноста и на кои што не сме да се постави прашање. А повторувам, ова не значи дека ми се допаѓа начинот на кој што се води пиарот. Најискрено ви кажувам. И дали се до тоа прави станува збор за дефокус, поради тоа мислам дека не станува збор за дефокус, ама кога сме кај дефокусирачки практики, всушност дека премолчам да не биде дека се провоцирам за џаб. Не слободно можеш да провоцираш пошто не, па би сакал да го спомнам. Би сакал да го спомнам случајот од Тафталиџа што го спомнавте, каде што рековте дека има бурни реакции, каде што всушност се утврди дека личноста која што влегла во конфликт со премиерот на настанот е всушност активистка партиска од изборни кампањи на ВМРО-ДПМН во општина Карпуш. И тоа ако не е дефокусирање, јас не знам што е дефокусирање. Ова е дефокусирање. најдобрата релативизација која што можеше да Да, ама поради тоа сакав јас да премолчам, па вие рековте кажете што се Незадоволството кажа. на жената можеби не треба да се поврзува со политичка партија, може да биде некој од ова или таа политичка партија да има незадоволство, нели? Морам да признам, стварно добар обид. Значи добар обид за релативизација. Значи ако е некој од ВМРО и ако има 12.000 пензии, не може да врзе крај со крај месецот, и ако му изреагира на некој од владиниве представници, премиер или било кој друг, онда не е тоа релевантно, ова е од ВМРО или ова е од ВМРО. Мислам, дајте молам, смешно е. Една работа. Париве што сега ги фрлаат за овој пиар, апропо она што сакаше Павле да го релативизира како било претходно, ако беше претходно повеќе, до сега ќе имаше преплавено овој месец денот, кога видовме колку плаќа Ковачевски за пиар, ако било претходно, ќе беше преплавено, тоа што тие податоци ги имаат у влада. На кого му се плаќале? Вика, не биле јавно достапни, оки не биле јавно може да достапни, стварно не знам, но, и да е така, ќе го земем условно, до сега, во што сакате се кладам, значи, ќе беше преплавено низ држава, колку Груевски на времето трошел за пиар. Беше. Сега, што е проблемот? Проблемот е што овие бројки сега натаче се поголеми од тие претходно. И за тоа се ќути. А дали е дефокус? Не е дефокус. Тука се согласуваме првпат вечер. Немање памет. Значи, ова што го прават, навистина не знам како да се изразам, а да не бидам погрешно сватен. Ова е глумење палјачовци. Идемо у маркет, пазете, во оние режимските години, кога за Павле беше најлошо, се критикуваше пиаров кој се отвара фабрики, кој се пуштаа патишта, кој се отвара други работни места кои се отвараа. Ама овој сега, пошто немаат кај да отидат, како поедноку ќе се сликаат, през да си држат у влада, или евентуално вака измислиле додат у маркети да си пазарат. И ова е као, има тука потреба, неминовно е, сегде у свет има, не знам дали е баш добро си го тера делот, ама има потреба. Мислам, дај со верој, кажи отворено, не ги бива, многу е лош пиарот, пробуваат да прават дефокус, не им иде, и фрлат грдни пари за тоа. Не го реков тоа. Не, вие не го рековте, не го реков, јас не го ви мислам тоа. Тоест, ве провоцирам да го кажете, и таа е реалноста. Забележувам дека провоцирате. Таа е И имате реалноста. целосно право да го кажете за тоа, Иван, меѓутоа само тоа не е поентирайте, треба да реалност. одиме со реклами. Може па потоа ќе Да, одиме со се други теми, разбира. да. Значи, се разбира дека член на ВМРО, како член на која било партија, има целосно право да го изрази своето незадоволство кога ќе сретне премиерот и така натаму. Но кога тоа изразување на незадоволството ќе биде искоординирано со објавување на партиски соопштенија и координирана акција на социјални медиуми од страна на поддржувачи на одредена партија,
Тогаш и тоа како можеме Како беше тогаш и тоа како можеме излезе по медиумите тогаш што спремни ви беа соопштенијата, човече. Тогаш и тоа како можеме да правиме молба за дефокус. Сум го презрел на Facebook. Тоа е понатаму велите дека Груевски не трошел многу за пиар и дека ќе беа преплавени медиумите, тоа како беа преплавени медиумите за тие стотици илјади даде на француски, италијански и други анонимни компании и на крајот на денот Груевски немаше потреба да троши на класичен пиар бидејќи сите медиуми му беа купени со милиони државни пари. Понатаму, велите дека советниците сега се платени многу поскапо. Да, све се докажа. Кој лежи у затвор за тоа? Кој е да лежи у затвор? Бидејќи донале политика која што спонзорирала, ама не е криминал, се донесува закон со кој што ги спонзорира медиумите за да ги фалат. Дали е етички, дали е неетички, е сосема друга работа. Ајде да се вратиме назад. Се вратиме назад. Велите дека на сегашниве стручни работници биле платени многу повеќе од време на Груевски и тоа не е точно. Дури ни бројот на советници кој што сега го има Ковачевски не е ни приближно ист со над 100 советници кои што беа во кабинет на Никола Груевски. И да не ги заборавиме. Платите од 5000 евра за сопругата на Трчуловски. Чино. Дека беше платите од повеќе 1000 евра за други сопруги на политичари од ВМРО кои што беа давани од ракав за хонорарски експресни ангажмани. Што не е точно. 5-те, 7-те, 10-те места управни одбори на Каракамишева и слични. СДС на власт. 6 години. Ја направивте споредбата, ви враќам за споредбата. Вие ја почнавте споредбата. И на крај, а за сопругава на премиерот? Таа ја заборавате споредба. За сите жени, деца, ќерки, синови и се останато на функционериве што секој ден искат, што тоа го заборавате, не го гледате. Не го заборавам, враќам на вашата споредба. За фирмите така отворени, да. Немој ве молам. Значи немојте ве молам. Дали може тука да направиме кратка пауза, да одиме на реклами и потоа со другите теми. Почитувани, останете тука, се враќаме веднаш со дебата. Еден поранешен и еден сегашен пратеник во собранието вечерва гости во за или против на Алфа, за тие што сега се вклучувате, Павле Богоевски и Игор Јанушев. Застанавме, зборувавме за се и се што, меѓутоа не можеме да ги изоставиме и униформите. Двојазичните сега пишува на македонски, на албански и на англиски јазик. На нив за оваа промена на својот Facebook профил се пофали вице-премиерот Артан Груби, кој ги објави фотографиите од новите униформи, повикувајќи се на законот за употреба на јазиците, само за потсетување за гледачите, кој предвидува дека во градот Скопје, во општините во градот Скопје и во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат на службен јазик, различен од македонскиот јазик, ознаките на основната униформа ќе бидат тријазични. Павле те повикува по социјалните мрежи, те тагнува, ајде да се изразам и така, за твој пост, мислам, од 2017 година, во кој што велиш, нема присилно учење јазик, казни за незнаење албански, нема двојазични банкноти, двојазични униформи, нема промена на устав. Би те замолила за коментар, мислам дека им го должиш коментарот на јавноста. Да, повеќе наврати имам коментирано на ова. Значи, според моето сваќање тогаш, а верувам и на голем дел од пратниците што гласа, полициските униформи не се основни униформи. Употребата на јазикот на униформите на полициските и вооружените сили е регулирана со уставот на Република Македонија, тогаш на сегашна Република Северна Македонија и закон мислам дека не може да биде натура од уставот. Како што знам, предуставниот суд има представка токму за оваа практика и би почекал да видам како ќе резултира таа представка. Повторувам, полициската униформа не ја сметам и не ја сметав тогаш за основна униформа, туку тоа станува збор за униформите на останатиот дел од јавниот сервис кој што се користи. Полициска и воена униформа се униформи на вооружени сили, на безбедносни сили. И тоа е различно од категоријата на уставна униформа. И Уставниот суд треба да се признесе, треба да има многу добро образложение за својата одлука, како и да види што ќе ја донесе. А што се однесува на другите поинти што ги наведовте во статутот, прво 2016 или 2017 беше тоа. Значи од тогаш се поминати 6 години, за 6 години и политичката реалност и политичките околности факт е дека се менуваат. И би сакал само да потенцирам, значи присилно учење на јазик се уште нема. Казни за незнаење на албански се уште нема. Промена на уставот за употребата на јазикот тогаш немаше, туку тоа се регулираше преку закон за употреба на јазици.
Сега се споменува. Сега се споменува и тоа ќе биде предмет на Значи ќе го дебата. чуваме овој статус. Овој така? статус претпоставам дека уште долго време ќе биде чуван и треба да биде чуван, бидејќи до тој момент сум го мислел, тој сум го кажал тоа и се уште стојам на најголемиот дел од тие работи. Но како што говорев претходно, кога велам дека секој претенечки состав има легитимитет од уставот да го менува самиот устав, тогаш би било неблагодарно од мене да кажам дека овој претенечки состав сега нема легитимитет да разговара за таа работа или да одлучи со двотретинско мнозинство на начин на кој што смета дека треба да одлучи. Дали јас со тоа се согласувам или не, е моја лична работа. И дали делот со униформите го сметам дека е целосно во согласност со закон за употреба на јазици, исто така е моја работа која што ја кажав. Може би сакате да реплицирате или да одам со прашање за Кичево, сакам да го прокоментирам и тој дел. Многу работи кои сметам дека се битни. Павле вели дека тогаш така сметал, јас тука би додал или така го имаат излажано, за да верувал тогаш така, да види сега дека не е така, бидејќи да, точно дека во овие 6 години колку се поминати е смената политичката реалност, но таа политичка реалност, заменувањето на таа политичка реалност на тој начин има само еден кривец, а тој е СДС. Никој друг. Бидејќи тие се 6 години власт за да ја сменат политичката реалност на мојот соговорник. Се вратам само за многу битна работа, или како што народот сака да каже каде лежи зајакот. Имаме донесен закон за јазици. На неуставен начин. Со негативно мислење од Венецијанска комисија. Да не заборавиме. Значи, се тоа што се збореше... И повторно сега се отвара таа тема во јавноста, иако крена Рогова денеска ретерираше, малку се повлече. И екипата е дека излезе точно. Само да подсетиме јавноста. Значи, ова што сега се прави е надвор од здравиот разум. Значи, се минат закони со европски знаменца што врска немаат со АКИТО и со европските вредности или европското законодавство. Се носат закони спротивно на препораките Европска унија, бидејќи Венецијанската комисија е дел од Европската унија. Значи, се прави буквално што се сака, баш и бозук имаме во собранието. А тоа е еден аргумент повеќе на тоа што го кажувам дека во овие услови, во се ова што се случува, со она што сме излегле пред граѓаните, со тоа што го бараат граѓаните и што го гледаме, е апсолутно нелогично и надвор од памет ние да влеземе сега во дополнително харикири. Јанушев, 10 години... може само на... Ајде, реплика, добро? Значи тоа дали ми излажале или не ми излажале, бидејќи разлика меѓу основна униформа и униформа на безбедност на вооружени сили е факт. И не може за тоа да биде лажено, тоа се знае што е разликата и токму поради тоа формулација беше. Кажи јасно гласно дека се противиш на ова, дека сметаш дека не е добро. Ама го кажав тоа. Мислам дека не е сосема во согласност со законот за употреба на јазиците и дека има представка пред уставниот суд. И во ред ли е тоа за тебе? Не. Пардон. Не мислам дека во согласно со законот за употреба на јазиците. Дали е во ред да се користат јазиците на етничките заедници што се 20% на ниво на општина, да, мислам дека е во ред. Знаете ли кој е едно од првите општини кои за дело со Венецијанската комисија. Дуи тогаш јасно и гласно излезе со став и тоа е причината зашто го прифативме на законот во таква форма. Излезе со став дека законот ќе биде променет врз основа на препораките од Венецијанската комисија. Па на крај излезе дека кога дојдоа препораките, излезе дека нема се менува законот, туку ќе биде донесена некоја уредба на ниво на влада, која што помина како така. Дали тоа е во ред и тоа не е во ред. Значи сепак има лажење, така? Меѓутоа, да, ама да се жалиш дека политиката има лажење, исто како да се жалиш дека корибата се жали дека водата е мокра. Да, тоа е реалноста, тоа е реалноста, тоа е реалноста во која играме сите и тоа е реалноста во која играте и вие. Е некоја друга реалност. Што се однесува до башибозукот во собрание, не е само виновно за тоа. Ова е еден од проблемите за кои што и тоа како ВМРО според мене има дури поголема одговорност од СДСМ, бидејќи ги блокира сите можни процеси кои што се означени за Македонија, започнувајќи од пандемијата, завршувајќи со себе. Големувањето на плати на просветните работници пред да излезат на штрайк, бидејќи политички ви одговараше да излезат на штрайк. Апсолутно не точно. Како точно? Комисиски го имавте блокирано, како не е точно? Значи се што беше од интерес на граѓаните, ние ќе кажеме вака, они ќе кажат вака, ние ќе кажеме не е така. Значи потребни беа интервенции, се направи интервенциите и го донесовме. Сите закони, буквално, кои што биле од корист за граѓаните, сме ги поддржале.
Да, меѓутоа процентата кои закони се од корист на граѓаните ви е многу сумнително. Па тоа ќе го кажат граѓаните на следните избори дали не сумнителни или не. Бојрум ќе одиме на избори и ќе кажат да, не мора да ја блокирате цела држава до следните избори. Не ја блокираме ние цела држава, ние го користиме нашето, како викате, легитимно право со целиот легитимитет што го имаме. Немаме уште многу време, никој не вели дека не е легитимно. Велам дека е погрешно и дека е за штета на граѓаните. Глупави закони за само да можат да продолжат да крадат твоите, нема да бидеме таму и ќе ги блокираме. Само кратко ми треба мислење зошто владата молчи на провокациите кои што стигна, еве јас ќе ги наречам провокации од Кичево, 10 години гордост, историски час на Кичево под албанска власт. А што мислите Никој зашто никако не изреагира? Ако се изгледа да се реагира, ќе имаат проблем со Дуи, бидејќи Дуи е газдата од влада, не е СДС. Кој е премиер? Дуи ли е газдата во влада? Ова не е точно што го кажавте. Значи денеска имаше премиерот изјава баш на таа тема. Прво ја би ги нарекол провокација. За жал, мислам дека тоа е целосно спротивно на мултиетнички. Но тоа беше Facebook статус објавено на социјални мрежи. Не, беше одговор на новинарско прашање на пресконференција. Што е спротивно на тоа дека за некои работи се молчи и не се разговара, не е така. Беше одговор на новинарско прашање на пресконференција. Мислам дека Везешари компанија така што беше, не е факет точно збор, меѓутоа денеска имаше изјава во јавност Ковачевски каде што го осуди тој чин. И рече дека тој чин не е прослава за сите граѓани. И што ќе предлагат? Мене тоа ми е прашањето, што прашањето беше да, зошто молчи? Прашањето беше зошто Ковачевски молчи, ви кажувам дека не молчи. И сега наред треба да стапат службите на Министерството за локална самоуправа. Прво треба да се провери дали тоа е официјален насак кој што е финансиран и поддржан од општина. Ако е, тогаш имаме закон за локална самоуправа, има и казнени одредби таму. Како што важи употребата, казнената одредба за казна од 5000 евра за ако некој не го употреби албанскиот кога треба да се употреби, и тоа како важи ако некој не го употреби македонскиот кога треба да се употреби. Закон за знамења. Ама функционира ли тој закон? Значи, тоа ви го велам, дека сега треба тие одредби да стапат на сила. Ќе тргнам на тоа дека бевте противник од СДС, вашиот политички ангажман, ќе го земам моментот дека сте пред се представувате нели како граѓански активист, така? Ќе реагирате ли на некој начин, бидејќи знаеме дека ништо нема да се деси? Прво не сваќам зашто ме прашувате лично. Јас долго време Јас и вие сме во емисија да беше некој друг ќе го праша друго. Долго време освен во телевизиски настапи избегнувам да се вклучувам во јавни дискусии поради X причини кои што се мои лични. Второ, еве сега реагирам. Еве сега, кога ми го поставивте прашањето, ви кажувам. Ова не е реакција. Значи вие кажувате што очекувате, дека очекувате дека институциите. Еве ги повикувам институциите да реагираат. Дали тоа е добра реакција? Оставете ме да завршам. Јас ви велам, јас сум сигурен дека нема да се реагира, ништо нема да се направи. И ве прашувам дали тогаш ќе реагира. Како што се реагира на времето. За жал, јас верувам дека мали се шансите да се реагира и да се направи нешто. Но тоа не значи дека тоа е правилниот чекор. Мислам дека тоа е бил погрешен чекор. Мислам дека тој чекор иде на штета на нашата држава. Мислам дека тој чекор иде на штета на конституционално општество за сите. И мислам дека тоа е практика што не треба ни да се дозволи, ни да се повтори. Дали ова е доволна реакција за вас? Ако ме прашувате дали ќе има понатамошни реакции, одговорот е, освен на гостување на емисии, немам намера да се вклучувам во јавни дискусии. Ви благодарам за овие одговори. Одиме со друга тема, исто кратко, затоа што уште две имаме за разговор, имам уште малку минути. Ме интересира за вашиот став и на двајцата околу изградбата на коридорите 8 и 10, имено јавното обвинителство вчера отвори предмет по допрен глас и ќе испитува како се избрани фирмите за надзор на изградбата. Во јавност има и како голем сомнеш, ете обвинителството се реши дека ќе реагира, а од друга страна премиерот Ковачевски денеска ќе ви ја кажам и изјавата, вели вака: да повторам и по четврти пат за еден ден. Изборот на надзорот за автопатите е законски. Ако може, многу накратко ќе искоментирам со многу мала генеза. Изградбата на тој автопат беше една од најкористените теми додека СДС беше во опозиција во однос на тоа обвинување за криминал, колку пари се потрошени, дека тоа било баснословни суми и слично. Од кога дојдоа на власт, значи таа сума неколкократно се зголемуваше. Немаше никаков прогрес во изградбата. Со години стои непипнат, буквално кој да возел, а сите сме возеле Зохрид, знаеме дека таму нема работник. Ништо не се случува. За сега уште повеќе пари да се потрошат и сега на крај да гледаме како и буквално се крадат и перат преку надзорот. Толку. Класичен криминал и корупција. Кога се во опозиција, се напаѓа. И тоа не чини. Исто како со јавниот долг.
го зголемија 3 пати од кога дојдоа. Претходно ќе става на триумфал на бројчаници, ќе ги враќаа парите, ќе не знам што правеа, кога беше 40-45% јавниот долг. Сега е над 60 отиде и сите си ќутат за тоа. Толку. Ред. Прво не ви се дека се Вашта? ќутат, не ви се дека се ќутат за тоа сите, многумина има што реагираат, дел кои што се претходни функционери од оваа власт и кои што се работувале со оваа власт како и други луѓе, а и причината за тоа се наоѓа во трите огромни кризи кои што ги поминавме во последните 3 до 4 години, што се незапамтени за поновата човекова историја. А понатаму велите премиерот Ковачевски по четврт пат денеска По кажам. четврти пат денеска ви Од кажувам позиција на премиер, тој нема избор освен да се служи со формулацијата што моментот е на правна сила, а додека обвинителството не утврди поинаку, формулацијата е законски. И тој како председател на владата која што донела таа одлука мора да ја брани и ќе ја брани додека обвинителството или антикорупцијската не одлучат поинаку. Разликата е следнава. И јас се согласувам дека требаше да биде отворен предмет, дури и порано мислам. Наискрено ви кажам. Ако ништо друго, поради информациите кои што излегува во јавноста за текот на постапката, за промената на критериумите и така натаму, ако тие работи се утврди дека навистина се точни и тоа како има простор барем за отварање на формална истрага. И една од разликите, една од големите разлики, не постои држава во која што нема корупција или сомнежи за корупција. Разликата е помеѓу тоа како државните институции и органи се поставуваат кон тие. Као вчера да беше во 2015-16 кога сите бомби искача по Марко Зурлевски се правеше глув и не отвараше предмет. Сега имаме отварање предмет по допрен глас. Навистина не сакам да ги правам. Не би сакал да ги правам тези споредби. Само не би сакал. Кажувам дека како има индици. Кажувам дека и тоа како има индици како криминалист ви кажувам. Се сеќавате пред 2 години на прислушувањето обвинителство. Се сеќава некој да имаше предмет. Се забошоти, дисциплински се реши тоа внатре. А како не? Дисциплински ќе решавате прислушување. Разговорот беше следниот. И тоа како, и како криминалист ви кажам, и тоа како има индици кои што заслужуваат отварање на истрага според мене. Добро, во ред, заклучивме и уште да споменеме дека вечерва има протести за малата Јана од Битола која почина пред една недела. Протестите се и во Битола и во Скопје. Од мое лично име нели сочувство до семејството, навистина жални се овие Бог да го прости девојчето, сочувство и од мене и се надам дека Господ Бог им даде сила. Години го памтиме случајот со родителите и малата најблиските. Тамара, тогаш излегувавте на улица, протестиравте, баравте правда, баравте живот и сето тоа. Дали излегуваш на протести и понатаму, ама чинам дека не те видов на протестите за Благојче кој што почина чекајќи го лекот трикавта. Не излегувам на протестите, повторно, поради мои лични причини, тоа си мое право. Но би сакал зборот прво и јас би сакал да изражам сочувство до семејството и да кажам дека огромна трагедија тоа што се случи. Ама исто така морам да ви кажам дека е многу неблагодарна работа споредувањето на тие два случаи. Значи, прво, Немојте да ме сватите така, не споредувам, не споредувам, таман работа, не споредувам. Прво би сакал збор за медиумската реакција по настанот. Мислам дека беше претерано избрзана. За која реакција зборувате? Сега ќе ви кажам, велам избрзана бидејќи не можам да дадам посоодветна формулација на зборови. Значи, семејството имаше многу остра и агресивна реакција по смртта на Јана и тие се единствените луѓе на светов кои што имаат право да имаат таква реакција. Добре, медиумите да ја пренесат нивната реакција. Да, меѓутоа треба и да истражат и да проверат. Што во првите моменти кога се мобилизираше јавниот гнев не беше случај, туку беше само пренесување и сензационализирање. Понатаму. Срамота е да Јас нема да се согласам со тебе, да си го дозволувам тоа затоа што не релативизираш. Не релативизираш. Ако може да доврши. Да, те молам само на кратко. Значи, го споредувате случајот од Тамара. Кај Тамара баравме одговорност, бидејќи година и кусор институциите не постапи. Овде имаме случај каде што институциите се уште се немаат изјаснето. Ако стручниот извештај на здравствените работници биде дека станува збор за лекарска грешка и тоа како треба да има одговорност и тоа затворска одговорност. Но повторно имаме избрзување и сензационализација без да имаме официјални податоци. Во ред, благодарам. Јанушев за крај. Срамно е ова да се слушне апропо што знаеме што се случуваше, какви се морбидни сценарија
не се правеа. Наистина немам друг коментар освен тоа да го кажам, мислам. И после ќе ми кажат дека не се приќутувало, дека сега сме биле отворени, демократско општество и не знам што. Потсетам само пред неполни месец-два проблемот со Фондот за здравствено осигурување со податоците. 2 недели никој не можеше да одговор да Ова е исто дојде, несоодветна така според. Ова е несоодветна според. Апсолутно не можам да го разберам. Управо се за случајот, нешто управо за друго. Да разберам потребата од ваква релативизација за овакви работи. Ви благодарам на двајцата за вечерашното гостување. Имавме една интересна и вака успешна дебата. Се надевам бевме интересни и за гледачите. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Моменти и сегменти од протестите и пораките од таму ќе имате можност да ги видите во вестите во 22. Од мене пријатно.